Како животот во 24 часовна ноќ влијае на човечкото тело. Во 2015 година Сесилија Бломдал ги спакувала своите работи и се преселила од Гетеборг во Свалбард. Ова е едно од најсеверните населени области во светот и сигурно не е за секого. Шведската писателка Сесилија се преселила од Гетеборг бидејќи област изгледала како забавна авантура. И навистина има забава, но живеењето во колиба во близина на Лонгјарбиен, најголемата населба во архипелагот Свалбард, значи соочување со бројни предизвици. Свалбард се наоѓа помеѓу копното на Норвешка и северниот пол, чии жители велат дека живеат во постојан мрак од средината на ноември до јануари. Овој феномен е познат како поларна ноќ и во овој период нема разлика меѓу денот и ноќта. Сесилија често ги ажурира своите следбеници за животот во Свалбард, а сега истакна како ова појава влијае на неа. Тоа дефинитивно влијае на телото на начин што забележувате разлика. Може би сте поуморни, се движите со различно темпо, вашиот начин на размислување во овој период е клучен. Мора да се разбудите со позитивен став, објаснува таа, додавајќи дека во Свалбард има и така наречени поларни денови, кога 4 месеци е само ден. Таа вели дека полесно ги толерира поларните ноќи. Кога споредувам, навистина мислам дека се многу полесни. Постојаната дневна светлина го остава моето тело под стрес, бидејќи нема лесен начин да се опуштам. Одам во кревет со сонце и се будам со сонце, рекла Сесилија, објаснувајќи дека во текот на поларните денови ролетните се постојано затворени, а мора да носи и маска додека спие.